Вечерва ќе се нурнеме во светот во кој една линија, една сенка или еден остар контраст може да кажат повеќе од 1000 зборови. Визуелната уметност не е само за гледање, таа е за препознавање на самите себе во боите на другиот. Кога зборуваме за визуелна уметност, влегуваме во огромно поле, каде што погледот станува главниот мост помеѓу идејата на авторот и душата на наблюдувачот. Графичкиот дизајн е дисциплина која ги балансира визуелната комуникација, естетиката и функционалноста. Тој не е само правење убави работи, тој се заснова на основни принципи како што се типографија, композиција, визуелен идентитет. Современиот пейзаж на дизајнот е фокусиран на етиката и одржливоста и покажува дека дизајнот веќе не го гледаме како површински слој, туку како суштински дел од решавањето на глобалните предизвици. Сега се дизајнираат екосистеми, а не само парчиња графика. Визуелната уметност е душата што сонува, графичкиот дизајн е раката што ги организира тие соништа за светот да може да ги разбере. Еден таков уметник, човек кој живее во светот на графиката и уметноста воопшто, меѓу креативноста и доцентската работа е Лазе Трипков. Лазе, добре дојде во Трафика. Добро најдов. Благодарам на поканата, благодарам за убавата најава. За себе велиш графички дизајнер и едукатор со длабока посветеност на интердисциплинарните уметнички и дизајнерски практики. Дипломира на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, магистрира на Академијата за ликовни уметности исто во Варшава. И потоа еден постмастер стаж по мултимедија дизајн на Академијата за ликовни уметности во Лоч ли го викаме? Лоч, да. Исто во Полска. Како почна, ајде да почнеме, како ти почна интересот прво за уметноста, па за графичкиот дизајн и па потак ќе одиме натаму? Уметноста е еден многу сериозен предизвик кој што денешна перспектива гледана наназад, да речеме, различни тенденции преовладувале или можеби моменти на тој тинеџерски, нели, таа потреба за изразување некое на стремежот или внатрешниот немирен дух кој што сме се трудале во тоа време 96-та, 5-та, 6-та година да го изразиме некако и сепак да го канализираме. Можеби највеќе ме водало према онаа најголема пасија што ми била во тој момент е автомобилизмот и брзината. И цело време додека се ориентира во однос на тие средношколски денови, многу ме привлекуваше таа всушност пасија кон естетиката на убаво дизајнираните автомобили. Тука беше вистинскиот клик, тука беше оној момент кога преовладуваше кај мене тоа чувство некое дека јас ова сакам да го правам понатак. Пробувајќи да осознам повеќе во однос на можностите за студирање, секогаш тргнувајќи од тоа што беше кај нас на располагање ставено, дали во однос на машинска некаква инженерска насока која што ќе опфати елементи на дизајн или буквално насочувајќи се кон продукт дизајнот или кон можеби онаа целина која што е по-специфична и блиска во однос на дизајнот на автомобили, но сеќаме во Тирано, во Торино, во Торино, во Италија. Така да пробав да направам практички еден пресек во однос на тоа што сакав да го студирам. Меѓутоа, големото разочарување дојде тогаш кога италијанската амбасада која што имаше објавено стипендии, односно опции за стипендирање надвор, за жал мене ме исклучи од опцијата да посетувам студии таму, а до тогаш некои можеби поблиски на
раководствата во политичкиот естаблишмент ја добија таа шанса да заменат и покрај тоа што квалитетот не беше некаков репер, нели? И тоа е прво оној длабок дух кој што на нескротливост кој што те тера да се бунтуваш и понатака со системот, ме одведе на факултетот за ликовна уметност каде што влегов во таа група на студенти кои што се запиша во тоа време, голема бројка со таа опција за стипендирање дополнително, односно за да влезете во таа квотата која што е приватна квота така наречена. И фазата на транзиција моја на прифаќање беше неминовна заради системските услови во кои што се наоѓавме. И потребата да заминам надвор секогаш ме водеше кон истражувањето кои се опциите и така заминав за Варшава. Така, тука во суштина добиваш и стипендија за Варшава. Да, така? Добивам стипендија за Варшава, заминувам таму, заминувам 2 години после почетокот на студиите во Скопје. Всушност таму ги завршувам и дипломските студии и магистратурата и сум 2 семестри асистент на факултет. И останувам секојаш длабоко во себе носејќи таа нишка на продукт дизајн, меѓутоа сега трансформирана во една нова екстензија наречена графички дизајн, односно постер дизајн. Така. Како Фулбрајтов докторски стипендист вршиш едно истражување, иако сега ти се на пауза, нели? Студиите. Истражување за символите и иконографиите на Балканскиот регион. Мене ми е ова интересна тема и затоа те прашувам за ова, сакам малку да ми кажеш за тоа. 20 години помина, веќе срамота ако кажам дека се уште се на пауза. Дека се си докторант. Да. Меѓутоа сум докторант, ама во Чешка, ќе кажам за тоа понатака. Меѓутоа овие студии ги запишав тоа заради тоа што пост конфликтот кога се случи во Македонија, нели 2001-2002 година, идејата ми беше да пробам да разберам суштината, односно како иконографијата, односно идеологијата, нели преточена во една рамка на процеси кои што влијаат многу на перцепцијата на масата, односно идентификувањето со таа символика, може да се преведе во некој мултимедијален проект кој што ќе можам да го презентирам како рефлексија во однос на перцепциите кон Балканот во тоа време. Знаете и се сеќавате многу добро и публиката се сеќава дека тие години 92, 3, 5, 98 беа доста критични за нашиот регион. Многу често бевме асоцирани и поврзувани со нешто што никогаш претходно во минатото не сме биле. Нели од една оаза на мирот и слично, и тоа ме бунтуваше, понатака и ме предизвикуваше да пробам да одговорам со оној медиум, односно онаа алатка која што умеам да ги искористам како оружје, нели во однос на мирот. Така и предлагајќи го тој проект како таков на еден мој пријател кој што работеше во институтот тогаш за неофилологија, кој што беше финансиран од Фулбрајт, ме покани, ми рече, супер ти се идеите, размислувања, дојди, ќе има комисија, презентира, и така влегов. Всушност тие студии, јас сум единствениот кој што бил ликовен уметник, односно некој кој што се бавил со примената уметност, а влегува во еден сегмент на интердисциплинарни студии, каде што се поклопува на некој начин и геополитика, и стратешко планирање, економски процеси, слично историја на Балканот, меѓутоа имаше доста и оние идеи кои што се размислува во однос на глобалните текови на доминација на западна цивилизација и култура. И тука останав од прилика 2 години, некаде не го завршив докторскиот труд, не го позиционирав, можеби се исплашив од тоа што понатака ќе следи, нели, дали јас ќе останам уметникот или ќе бидам сведен на некакво системско позиционирање во однос на, нели, мојот последен бекграунд или искуство. Уствари многу ме загрижи тоа што следуваше како понуда да заминам во Њујорк, всушност, да обезбедувајќи ми стипендија малку поголема во тоа време, прилично недостижна, морам да признам и за мене, каде што ќе ги проложам студиите и ќе проложам да го разработувам проектот во малце поинаква димензија и конструкција, за да може некако тоа да се пренесе не само во однос на ликовниот дискурс, уметничкиот, него малце повеќе во општествениот дискурс. И тоа беше клучната фаза кога реков дека го прекинувам моментот. Да, можеби тој предизвик не сум го
загризал онака целосно до крај, можеби немаше да седиме тука да дискутираме сега, меѓутоа да, како едно искуство многу така содржајно, доста и значајно и битно во мојот живот. Да, навистина интересна темата. 15 самостојни изложби, повеќе од 75 групни, коосновач на Скопје Design Week си, програмски директор на Скопје Creative Festival, куратор, организатор на мноштво изложби и проекти за социјален дизајн, тоа ми падна во очи. И она што сакав да прашаме, која е твојата цел како изложувач, а која како куратор? Што сакаш да ја понудиш на публиката? Што сакаш да видиме од тебе и од твојата замисла? Оној пресвртен момент, всушност, моето враќање од Полска назад во Македонија се случува некаде 2004 година. Тогаш, всушност, каде веќе сум предодреден во однос на тоа што ќе го работам понатака и со што ќе се бавам понатака, доаѓам во Македонија каде што можам да приметам дека навистина имам неверојатен капацитет на адвертајзинг агенции, меѓутоа ја нема таа слоевитост на македонски дизајн кој што ќе биде препознатлив. Некако се родија многу во еден период, нели? И сите едно исто работеа. И сите работеа претежно масовна комуникација, нели? Меѓутоа во контекст на комерцијалата, а го немаше оној елемент кој што е доста значаен во однос на адвертајзингот, секогаш сите се трудат барем во одреден сегмент во својот израз на таа комерцијална експресија да воведат и некаква нишка која што е специфична, карактеристична, дали тргнувајќи, да речеме, од таа иронизација некоја која што е доста специфична и се сретнува, или можеби некоја одредена естетика на препознавање да, ова е швајцарски дизајн. И прашањето беше каде е македонскиот дизајн. И тука всушност поттикнат од сето тоа, почнав да размислувам, да видиме дали моите контакти од надвор можам да ги ставам во служба на тоа што сакам да го работам тука, односно да видиме дали можеме да донесеме искуство од надвор кое што ќе ни помогне да согледаме во однос на тоа каде ние стоиме, односно како се позиционираме во однос на таа уметност во било кој смисол на функционирањето, дали сакате во адвертајзинг, дали сакате во некоја категорија на естетика, на дизајн на плакати или комуникација и слично. И така почнав да работам доста со различни невладини организации, па и само основав невладина организација и да организираме и почнавме да организираме различни фестивали кои што покрај оној сегмент на промоција имаше цел и да едуцира, имаше цел да презентира одредени активности, меѓутоа и да поттикнува создавање на новитети, па преку тие конкурси кои што дополнително се организираа, всушност сакавме да ја поттикнеме локалната сцена, меѓутоа и младите и студентите кои што се најбитниот сегмент, нели, во ово општество, гледајќи од денешна перспектива, многу успешни студенти денеска се веќе раководители или креативни директори, уметнички директори на многу компании и агенции во Македонија и надвор од Македонија. И мислам дека тој предизвик полека менувајќи го мојот фокус од уметник, автор во организатор или проектен менаџер, беа насочени баш кон тенденцијата на воспоставување можеби на некакви посериозни согледувања каде е дизајнот. И тука веќе почнувам да се бавам и со проектен менаџмент, почнувам да се бавам со курирање на различни изложби, каде што во овој случај јас сум тој што треба да најде соодветен вокабулар кој што го преведува начинот на перцепција и на ставови. Зошто? Заради тоа што применетата уметност и лековната уметност имаат две различни тежишта во однос на тоа како се перцепираат. Нели, пред ликовно дело вие може да имате различни емотивни чувства, меѓутоа кога делото е применето, тоаш функционалноста е таа која што е најбитна и таа функционалност треба да биде во исто време и сватена, меѓутоа и формата која што таа
нели ја носи во себе без разлика во каков медиум станува збор, таа треба да има некаква димензија на функционалност. И да исполни цел некако. И да исполни целта, да. И тука доаѓаме до оној сегмент кој што е можеби многу битен е согледувањето, односно перцепцијата која што понатака требаше да мотивира многу аспекти кои што во културолошкиот дискурс во Македонија постоеле. Ќе ја спомнам ева порцеланка на пример од Велес. Ќе ја спомнам стаклара од Македонија. Ќе спомнам многу центри како организации на здружен труд, каде што се формирале различни дизајнерски оделенија, па и алкалуит, ако сакате, каде што тие култни дизајни, ОХИС, ние историски ги немаме во целост разработено, за да можеме да предпоставиме можеби каква била историјата на развој, па и еве и треска, да не ја испуштиме, која што е многу значајна заради тоа што во целиот оној нели пејсаж на индустријски дизајн, продукт дизајн и графички дизајн во Македонија во тој момент имал сериозна позиција во бивша Југославија. Сега ми текно и на витаминка. И на витаминка, секако, да. Во моментов си редовен професор на универзитетот, на Балканскиот универзитет, факултет за уметност и дизајн. Сега, прашањето сегаш ми е што се трудиш да им пренесеш на студентите, да, знаење, да, се трудиш и занает, но што е она најважно што треба да научат? Да бидат љубопитни. Да бидат љубопитни, ова ме интересира, и да постојано да истражуваат. Јас имав прилика во Полска да влезам во една едукативна средина каде што професорите постојано инсистираа од нас да никогаш не се задоволуваме со тоа што првично ќе го откриеме или ќе го осознаеме. Секогаш се трудеа да мотивираат можеби пристап кој што понатака во однос на нашите одредени артикулации визуелни, ние ќе презентираме различно согледување на истиот проблем. И тоа навистина ги проширува многу видиците и тоа понатака представува прескокнување на една пречка во однос на донесувањето на одлука, која што секој дизајнер мора да ја има. Нели кај нас најтешко е можеби да се предложи одредено решение, меѓутоа уште потешко е да се одбере кое е вистинското решение. Она што е шегата за вас кога ги снимате Final со неколку верзии дополнително. Е баш така. Меѓутоа тука има еден друг момент кој што се појавува. Кој е оној кој што е крајниот, кој што одлучува секогаш? Ке рече ова е тоа. Да, дали е тоа клиентот или треба да биде дизајнерот. И таа љубопитност најдобро се совпаѓа со согледувањата, нели во однос на перцепцијата кога се креира, во моментот кога ќе се сетите на вашето детство. Кој што секогаш нели љубопитноста е таа која што создава одреден момент на постојано истражување дополнително и оние прашања а зошто така, а зошто мора така и слично, кои што стварно даваат неверојатни резултати заради тоа што не потсетуваат уствари дека нели се е возможно доколку сакаме да се обидеме и согледаме и таа детска љубопитност всушност, односно таа детска некоја детски пристап во однос на третирањето на работата всушност е еден вид на игра. Вие си играте упорно со тоа додека креирате и тука вие имате толку голема слобода на изразување на креирање и тоа го барам јас. Всушност немаме еден проблем, морам ова нена да го кажам. Немаме проблем кој што се вика образовен систем кој што наметнува одредени нормативи. Децата забораваат што е креативност. Тие не се сеќаваат веќе на оние моменти на забава, уживање во природа, каква добробит има природата, па начинот на кој што нели преку слушање на музика или прошетка во природата ние дополнително се инспирираме во однос на тоа што сме или што можеме да бидеме и на факултет кога ќе дојдат тие се веќе обликувани како личности кои што се артикулирани во своите системски перцепции. Канализирани, нели? Јас секогаш велам дека мора да постои, да се забележи кој е талент, да се работи посебно со него и да им се остави на децата да имаат своја креативност, не да се
нели, насочуваат. И убаво што го кажа ова, затоа што сосема се согласувам. Беше доцент и предавач и на фон факултетот, беше и шеф на катедрата, но она што ме интересира е нашиот најубав музеј, музејот на современа уметност, беше по твое владение, беше директор на музеот во 2016 и 17 година и работеше според оној нели план кој што го имате од 16 до 20 година. Што ново се случи во тој период и мене ме интересира какви изложби се направија или имавте идеи да се направат, затоа што нели не секогаш можеме да дојдеме до она што сме замислиле. Што мислиш дека му недостига на музеот? Затоа што јас мислам дека му недостига видливост, затоа што дефинитивно гледам дека многу луѓе не знаат ни дека постои музеот. А камоли една слика од Пикасо ставена некаде во... Каде е сликата и тоа ме интересира? Морам да одговорот треба да биде повеќе слоен за да дојдеме до суштината, нели? Меѓутоа после фон заминав и во Црна Гора, таму бев. Имаше и Црна Гора ке споменав, да. Повторно на универзитет со мојот драг пријател Ношпал, бевме заедно таму, после тој си замина, останав јас да го менаџирам универзитетот, факултетот таму, па се вратив на понуда на министерката тојаш, заради тоа што бев координатор на групата за креативни индустрии во новиот оддел. И тој момент на практички на искуство на менеджмент и слично, меѓутоа и креативна економија и креативни индустрии, изразено преку сите тие фестивали, тука требаше да резултира со мој стратешки пристап во однос на поместување на работата, односно позицијата на музеот на современа уметност, бидејќи за еден менаџер да може да постигне одредени резултати, поготово во однос на современите тенденции и текови е искористување на човечките капацитети на најдобар можен начин. За жал, во музеот на современа уметност во тоа време, колегите кои што претходно бликале со неверојатна енергија во однос на идеите и согледувањата и тоа каде треба да биде уметноста позиционирана, за жал беа сведени во административна работа во своите канцеларии. Зошто? Заради тоа што после реконструкцијата на кровот, они одлучиле дека во музеј на современа уметност има само постојана поставка, нема да има жива уметност, односно нема да има различни изложби. И ние заеднички на колегиум дискутиравме дека не смееме да си дозволиме такво нешто, дека е убаво да го отвориме музеот повторно за публика. Ние го имаме Пикасо, меѓутоа имаме и друга неверојатна колекција и должни сме пред се заради онаа основна премиса дека Скопје после земјотресот 63 година станува прв град на солидарноста во светот, така. И музеот е изграден благодарение на таа Чеси го правеа? Не. Пољаци. Да. И она што е многу интересно е тоа што е прв музеј на современа уметност во бивша Југославија. Може да замислите, значи тоа го немал ни еден Белград, ни еден Загреб, ни една Љубљана. И поставеноста на музеот и неговата, нели, оној бруталистички момент, значи музеот е фантастичен. Све е во духот на една модерна визија за Скопје, која што апсолутно кореспондира со целокупниот архитектонски пејзаж и со планот нели на Кензо Танге за развој на градот и така натака. Меѓутоа таа колекција која што музеј на современа уметност ја поседува од 5300 дела, сега можеби се и многу повеќе, е благодарение на таа акција солидарност. Така и покојниот директор Борис Петковски тропнал на врата и кај Сулаш, и кај Хартунг, и кај Пикасо. И така ги обезбедил практички сите дела кои што се многу битни. Нашиот предизвик тогаш 2016 година беше на некој начин поттикнат од потребата да имаме зближување на публиката. Во Македонија секогаш постоеле две тенденции. Една тенденција на демократизација на процеси во сите сегменти на општественото живење и една тенденција на елитизам. Таа тенденција на елитизам секогаш наметнувала креирање на слоеви. Демократизацијата можеби кратко постоела, меѓутоа секогаш под осуда на елитистичките кругови никогаш не дозволувала одредени демократски процеси во целост да се спроведат. Предизвикот тука се викаше отворање комплетно на музеот и музеот пристапен еднаков за сите,
па така и првата изложба која што следеше тогаш на Кристина Пулейкова, која што е млад уметник кој што денеска живее во Лондон, па после тоа многу звучни имиња, до моментот на отворање на првата библиотека во музеј на современа уметност, која што требаше да инспирира млади едиции, изданија, документаристика и архивирање и да покаже едно збиралиште, и така рековме дека окей, ние имаме структура, ама немаме тој момент на привлекување, и почнавме со организација на матинеа, секоја сабота, дружење, сите, и драго ми е дека во 2016 негде септември месец веќе луѓето првото кафе го пија во музеј на современа уметност заедно со своите деца, и немаше разлика во однос на годините, сите беа на тоа место во тој временски период, а после тоа нормално Скопје живее преку кафаните во Дебармало и слично, меѓутоа спомените ги носеа тука, а Демијан Хрст, еден од најзначајните современи автори, имаше можност преку галеријата во Лондон, Пол Стоплер, да ја започнеме соработката, и практички Демијан Хрст беше уметникот кој што се представи во Македонија, представи една фантастична изложба која што комплетно ги отвори вратите на музеј на современа уметност. Јас после 2017 година, како неподобен бев разрешен од таа институција, се вратив назад во образование, каде што најмногу и припаѓам. Уживаш, така? Да. Да се разбере, графичкиот дизајн како дел од уметноста значи да се признае дека креативноста не се раѓа секојаш од празнина, туку дека се манифестира преку структурата и тоа што спомена целта, нели, да допре до луѓето и да ја изврши својата цел. Сега, го гледаме како бунтовниот син на уметноста, затоа што е излезен од музеите, излезен од галериите, се наоѓа на улица, во списанија, во книги, па и екраните, нели? Ти како графички дизајнер имаш многу проекти направени. Во курикулумот, во твојата биографија, не можев ни да ги дочитам колку многу. Од каде поаѓаш за еден дизајн? Што те води низ процесот? И она што ме интересира, која е финалната, кога е моментот кога ќе кажеш да, сега е готов, завршен е, нема да менувам веќе ништо? Во едно уметничко дело најважна е таа суштина која што доаѓа од индивидуалниот печат кој што се става во целата таа, односно наоѓањето на вистинскиот зачин кој што треба да го употребиш, да знаеш доволно добро да го посолиш и да го забибереш, за да имаш. Печат? Мојот печат е наоѓање на вистинската таа симбиоза на вкусови, меѓутоа пак доаѓам јас до тој момент на игра. Мене она што сакам да го оставам во однос на визуализација пред публиката е всушност тоа да презентирам дека сум употребил некаква игра на символи и на зборови за да можам да го креирам тоа ликовно дело или применето дело како такво. Јас така сакам да го гледам дизајнот, така сакам да го третирам дизајнот. Сакам дизајнот кој што ќе го креирам и ќе го создавам, некој да го препозна и да рече ова ме потсетува на Лазе. Го има тој, ја има таа некоја нишка која што он можеби ја комуницира, и тоа е нешто што нас не прави индивидуалци во оној контекст на креирање, или дополнително заради тоа што денес со вештачката интелигенција следат многу предизвици за кои што ние првенствено авторите и уметниците се соочуваме и веројатно допрва ќе се соочуваме. Сега ќе дојдев до тоа. Мене ми е историски, нели го разбираме сега ова што споменав, ама мораме и историски да го разбереме. Значи почнуваме од прво пештерската комуникација, нели сите оние цртежи се направени дизајни за да се пренесе некаква порака, не се туку така ставени. Потоа Трајановиот столб во Рим, например, се смета за еден од првите каде што се користат буквите и серифи, нели, кои што се оние малку закривени букви за да се читат подалеку. Сметаш фонтот сигурно дека е еден од најважните. За мене како гледач, кога гледам, фонтовите ми се многу важни. Да, фонтот е на некој начин визуелен израз на формата на зборот.
и тој како таков треба да ја пренесува на ист начин символика. Потсека и на символиката и на самиот збор. Не е ништо поразлично, буквите не се ништо поразлично од сликата и тие се визуелни метафори, нели? Кои што мора да имаат можеби некаква системска поставеност за да бидат повпечатливи за публиката. Меѓутоа сметам дека во еден контекст на фокусирање на тоа што е слика и типографија не треба да оди одвоено. Значи, само за да биде препознатливо или читливо, него умешноста е како да го пронајдеш соодветно рацио визуелно, за да може едното и другото да се совпадне. И веќе направаме една паралела, да речеме, ние многу често, нели, кога се изразуваме визуелно, користиме одредени икони. Така, иконографијата е таа која што ни ги појаснува. Пример, знакот, сообраќајните знаци, семафорот, нели, кај пешаци за да застане, за да проложи, и се да тие ги има и во египетските хироглифи. Така. Тие се некакви систематизирани, нели, визуелни решенија, меѓутоа за да ги декодираме хироглифите, нас можеби ни е потребна свеста која што, нели, од разбирањето, односно перцепцијата, тоа е заради тоа што не го разбираме системот на кој што се тие поставени за да можеме да ги дешифрираме, меѓутоа можеме да препознаеме птица, не знам, око и слично. Денеска ги користиме истите тие методи. Тие се викаат емоджис. На нашите мобилни телефони. Тие се упростени, односно, нели, новите. Ама се истите хироглифи кои што ги имаме. И така секое време си носи одредени предизвици. Апсолутно. Кои што ако од пештерите излеземе од Алтамира, нели? Од Алтамира, да. И тргнеме во денешен контекст, ќе видиме дека потребата ликовно да се изразиме се уште постои. Меѓутоа потребата тогаш била друга. Тие сакале да се пофалат со пленот, сакале да се пофалат со сонцето кога го виделе или кога ги виделе првите бизони и така натаму. Токму ми се ставени хиероглифите во Египет, дури го додадов и египетскиот обелиск во Истанбул на хиподромот, затоа што е сепак еден фантастичен споменик од тоа време. Сега, историски гледано, тоа тргнав со пештерите, па сите овие хиероглифи и сето го имаме потоа како влијание Баухаус, каде што, нели, формат нели, битниот момент каде што нели, формата ја следи функцијата. Битно е што ќе добиеме на крајот. Потоа имаме швајцарскиот стил од 50-тите, кога се воведува и Хелветика како фонт, имаме и сега доаѓаме до таа виртуелна, односно до виртуелниот свет и до вештачката интелигенција. Колку ќе ни помогне и колку ќе ни одмогне. Гледам дека слично размислуваме за тоа, затоа што можеби ќе ни уништи креативноста. И може ли да биде виртуелната интелигенција покреативна од човекот? Она што мене страшно многу ме фасцинира во однос на Баухаусот е тоа совршенство во универзалноста која што има потреба да се презентира и веројатно да не се случила Втората светска војна. Денеска во многу поинаков амбиент ке сме живееле со многу по-универзални, односно поедноставни решенија, функционални. Сакал само тука да напоменам една работа која што е многу битна, е леснотијата, односно минимализмот како естетика на живење, односно функционирање. Тоа е еден вид на филозофија во однос на битисувањето во одреден сегмент. Првите обиди на создавање на одржливи домови, домови кои што ќе се затоплуваат со соларна енергија, кои што ќе користат вода од многу едноставни. Сето тоа е смислувано од страна на студенти кои учествувале во таа школа во Вајмар 19-20 година. Доаѓаме до моментот на индустријска револуција трета, всушност, односно втора, каде што полека преку изразот на машинската индустрија, нели, се наметнува одредена употреба која што инспирира одредени процеси кои што резултираат во филмската индустрија, чувениот Метрополис, филм на Фриц Ланг, кој што е неверојатна естетика изведена со кинематографски решенија во тоа време на љубовта помеѓу докторот и роботот, кој што тој го создава, значи првпат создавање на одредена длабока емотивна дистинкција помеѓу филозофијата на љубовта и филозофијата на живењето во модерните градови. И денес доаѓаме повторно до онаа идентитетска определба на тоа кои се луѓето всушност во однос на таа четврта индустријска револуција која што доаѓа, тоа е виртуелната реалност
а дополнително и вештачката интелигенција. Вештачката интелигенција постои како инструмент, тој секогаш дали Да, постои одамна, не сега е дигитроните, да речеме компјутерите, секако. Аутокорект на тастатурата на телефоните, меѓутоа сега е многу поизразена, веројатно заради тоа што после ковидот ние всушност излеговме надвор. И таа веќе ни текна дека има природа. Да, ни текна дека има природа и од друга страна дека има една технологија. Сега, ако таа вештачка интелигенција ние ја анализираме преку призма на секојдневни проблеми, односно решавање на проблеми, како алатка која треба да ни помогне, тогаш веднаш во старт можеме да се согласиме дека нема потреба или ние интелектуално да партиципираме многу или да бидеме вклучени во некои процеси, па за тоа повторно ние дискутираме за затварање на некои работни места, како што било и во таа прва индустријска. Првата индустријска револуција донела невидени затворање на места, нели? Точно. И истото и сега се случува. Меѓутоа колку ние дојдовме до ова тенденциозно, односно колку ние прифативме за ова да ни се случи, имајќи предвид дека веќе суштината не е тоа колку што е битна, односно процесот како се стигнува до решавање на еден проблем е исклучен од умственото партиципирање на поголема група на колектив, во еден колектив, до тоа дали резултатот е оној кој што е битен и дали резултатот е една хипотеза која што понатака дополнително треба да се истражува. И сега пошто емисијата е вечерна, нели сепак да не навлеземе премногу во таква елаборација или дискусија, а во однос на уметноста сериозни се загрижувачките процеси, меѓутоа сметам дека ние треба да бидеме многу похрабри, многу посмели, да ја предвидиме и днината. Со тоа што ќе се обидеме на некој начин, секој на свој начин да ја артикулира за да може да ја искористи и да даде некакви своји интереси, согледување или размислување. Пред да продолжиме, без да коментираш графички како е направена, инаку јас сам ги правам кориците на книгите. Да? Браво. Да. Ти благодарам многу. Да, еден мал подарок. Мислам дека ќе ти се допадне книгата многу. Благодарам. Лазе, имам ставено струшки вечери, работа на Медена земја на промоцијата на филмот и приказната за Атидже, македонски глаголски вина. Накратко, имаме многу малку време, кои од сите овие проекти, потоа самостојните изложби Чешка, виртуелен постер, Шведска, Самракот на Зора, Краков, македонска глаголица, така? Да. Ке биде глаголитикс бидејќи на англиски, визуелни размисли, Њујорк, Букурешт. Имаме многу да зборуваме, а немаме толку време. Накратко кажи ми, кои емоции ги предаваш и кои емоции ти се враќаат назад од едни вакви? Она што го кажав и претходно, знаете, во однос на таа моја постојана потреба да истражувам и да си поставувам некои предизвици, така дојде и виртуелната реалност. Всушност, јас сум на сега на тие втори докторски студио во Чешка, каде што го истражувам нурнувањето во виртуелната реалност, а тука ја користам македонската глаголица. Зошто ја користам македонската глаголица? Заради тоа што тоа е единствена визуелна форма, ликовна, графичка, која што ние ја поседуваме, не ја познаваме доволно. Не знаеме во самата суштина што таа значи. А вие опфативте во своите прашања многу подточки, односно подконтексти кои што реферираат за побрзо прифаќање на глаголицата, носејќи ги тие универзални форми на комуникација кои што до прво Баухаусот биле дефинирани. И се обидувам таа глаголица да искористам, да ја ставам во виртуелна реалност и да креирам одредена платформа на виртуелни острови каде што секој ќе може полесно да ја спознае, односно да ја доживее, манифестирајќи одредени емоции, и тоа го истражувам како уметноста влијае на тоа. За мене постојат предизвици кои што секогаш сакам да ги истражувам во цело, сакам да се посветам. Меѓутоа овој пат сметам дека тука не треба во овие предизвици да ја истражувам, да го исклучам на научното истражување, она кое што е најмногу битно и каде што вие ќе треба да ја потврдите својата теорија дека вашиот пат е исправен. Всушност тоа го правам сега. Затоа и толку многу активности кои што секогаш на различен начин се вклучени, дали во одредени настани кои што ги поврзуваш
имаш нишка која што ги нели? Да. И тие се поврзани за да може на некој начин оправдувањето за нивното поврзување е всушност тој уметнички продукт кој што мора да ги ставите VR на очарите за да може да ја согледате суштината на тоа дело. Мислам дека тука сериозно може да се размислува или да се дискутира понатака за тоа како може да се искористи сето тоа дополнително во комуникација и технологијата да се стави во функција, заради тоа што мојот проект кој што има и геймификацијски компоненти, одговара и за одреден вид на публика, меѓутоа има и истражувачки компоненти кои што одговара и за друг тип на публика кои што имаат различен сензибилитет. Значи моментот на интеракција и нурнување во тие интерактивни процеси многу зависи од тоа колку публиката е вклучена во креирањето на крајниот исход од сето тоа. Тоа е новиот предизвик во однос на современите тенденции. Ќе ги поканам гледачите да расчитаат за тебе, затоа што имаш многу трудови напишано, кои што сега ако почнеме да ги споменуваме ќе заглавиме со време, а она што сакам да ми кажеш е Скопје ќе биде Европска престолнина на културата во 2028 година, заедно со Чешке Будејовице од Чешка и Бурш од Франција. Конечно Скопје дојде до тој момент. Сега, ти си член на управниот одбор и би сакал да ни раскажеш малку што ја очекува оваа наша престолнина во поглед на културата, која некако како да ни се лизга низ прсти на моменти. Ни се лизгаше сега веќе на стабилно. Ајде да видиме, да ја... Што да очекуваме? Најтешко беше од регионален пат да излеземе на автопат. Да. Се возевме у прва лента со камионите, сега се префрливме веќе на трета лента. Така да многу понапред отидовме во однос на тие очекувања кои што се поставија како предизвици пред нас, односно се поставувале наназад. Може би тежиштето секојаш било ориентирано баш од тие тенденции кои што ги напоменав и претходно, демократизација на процеси, елитистичко согледување на процесите и кој треба да биде инволвиран во сето тоа. Сега веќе имаме стабилен концепт, имаме буџет кој што е обезбеден, ги имаме исполнете основните услови, имаме фондација која што е функционална и која што треба да ја спроведе самата активност. За жал не ни останува многу време, меѓутоа, пак ќе кажам, предизвикот е оној кој што е многу битен и кој што треба да биде основа за да се нафатите, нели, да ги надминете секогаш разликите и моето учество во целиот процес беше всушност исправање на таа патека, траекторија и излегувањето на тој автопат и да шибаме заедно со Чешке Будејовице и со Бурш, заради тоа што програмскиот дел кој што беше многу недефиниран, односно не концизно поставен, сега е оперативен веќе. Оние очекувања кои што беа наметнати пред нас како предизвик во однос на транспарентноста на водење на процеси, сега се веќе определени и насочени, така да Скопје ќе биде европска престолнина и Скопје ќе биде европска престолнина заради тоа што е еден од најсолидарните градови во светот и тоа ќе го демонстрира и 2028 година, а нема да заврши процесот дента кога почнува 28 година, него тој процес на европска престолнина мора да продолжи понатака како еден вид на легат кој што треба да влие и се надевам дека полесно ќе не приклучи на тие синергични процеси во тоа големо европско семејство, не може би во однос на администрацијата, меѓутоа во однос на тие уметнички или бенефити и културни бенефити. Ти благодарам многу за гостувањето. За крај би ни порачал што? Накратко. Она што нас најмногу некако ни недостига е оној муабет кој што денеска го имавме и мене ми е многу драго дека бев тука и дека имавме можност да поразговараме на различни теми, а поврзани сепак и со работата на уметниците, односно на културата, и посакувам само истреност поише, многу поголема љубопитност и се надам дека овој проект ќе стане сериозен императив за Скопје 2028 да почне да се случува баш токму во ова студио. Ти благодарам. Благодарам многу. Вечерва научивме дека дизајнот не е она што го гледаме, туку она што
прави да го разбереме и да го почувствуваме. Благодарам многу на Лазе Трипков што не подсети дека за секоја боја, за секоја линија и секоја буква стои намера за да се поврземе со другиот. И запомнете, животот го има оној дизајн кој вие ќе се осмелите да го создадете. До следната трафика ви посакувам денови исполнети со многу радост.